Дејан Андоновиќ, светот се вртеше и ноќеска. Светот не запра, се врти цело време, перманентно со милениуми. Што се случува на меѓународната сцена, а што е можеби важно да го спомнеме во последново деноноќи? Ајде првин да кажеме дека за сета она приказна околу Украина, односно источна Украина, да кажеме попрецизно, и можниот обид. Вчера се случи гранатирање врз проруските позиции во Донецк. На моменти се дигна паника, особено во нашата јавност, дека можеби почнала војната, меѓутоа јас сакав да ја дообјаснам дека тоа што се случи вчера се случува веќе уште од 2014 година и досега има 14.000 жртви во такви судири. Ние не сме свесни дека можеби поголем дел од светската јавност дека има приличен број на жртви. Има приличен број на жртви, има перманентен судир, но ајде да потенцираме судир помеѓу регуларната источна украинска армија и проруските сепаратистки во Донецк и Луганск, каде што живеат 8 милиони руси. Значи, таму имаме еден судир кој трае перманентно, имаше мало примирие, односно прекина огнот околу божикните и новогодишните празници, но сега тргна. Јас вчера на многу колеги им реков, кој ми рекоа, абе, пукна, јас им одговорив и мислам дека тоа е и поентата, весте русите да влезат во Украина. А ова не е вест, за жал. Мислам, за жал дека уште продолжуваат судирите. Бајден, односно САД вчера испратија 3000 војници во земјите од југоисточна Европа, значи не во Украина, туку околу оние земји членки на НАТО, ми се чини 1000 во Романија и 2000 во Германија и Полска. Ја одгледав пресконференцијата на портпаролот на Пентагон, една прилично долга и прилично детална пресконференција, имаше сигурно 2-30 прашања. Американците велат, слушайте, ова се наши разместувања строго билатерални врз основа на договори и барања на земјите кај што разместуваме. 1000 се во Романија, од тие 2200-300 се во Германија, бидејќи тие ќе бидат практично, ќе формираат команда на некакви бидат позадина, ама и Германија има. Во Полска се уште 1500-700 војници и така натаму. И американците инсистираат на тоа дека е тоа во согласно со сите НАТО стандарди, билатерални соработки, тие нигдека не одат без да ги бидат повикани од земјите и така натаму. Очигледно е дека, барем мене така ми се чини, дека американците се обидуваат да сега од целата оваа работа се вратат на што поголема, да кажем, врата во НАТО пактот, да го мобилизираат НАТО и дури со свое војно присуство, бидејќи тие имат овие им се единици кои што се 24 часа подготвени, не се само овие неколку илјади, тие имаат и други, за така наречени рапид интервенции, значи каде што можат буквално да ги товарат за 1 саат на авион и да ги испратат кај треба. Идејата цела на НАТО е она сега што не го кажувате, не да влезат во Украина и да се борат со русите, туку да ја помогнат на украинската армија која беше многу слаба, но според овие информации сега, од 2014 година, кога имале само 6000 борбено подготвени војници, сега ти имаат околу 100.000 борбено подготвени војници, значи засилуваат украинската армија со оружје. Ова не е за украинската армија, ова е Полска, Романија, Германија. На целата линија каде што и русите од другата страна. Украина не е во НАТО, како што Русија со 107.000 војници се ги заштитува своите граници и НАТО се обидува да ги заштити своите, односно на земјите членки на Алијансата. Но она што е зад кулисите е многу пострашно, а тоа е ова што го рековме пред малку, а тоа е перманентни престрелки, артилериски удари од двете страни каде што гинат луѓе. Читам оценки дека оваа дипломатскава комуникација на известен начин како малку да ја олабавува тензијата, иако вчера некои западни медиуми известуваат дека русите уште носат трупи на тие позиции каде што се и кон Белорусија, и кон Украина и така натаму. Сега, она што е се уште сме во фаза кога не се знае ова како ќе заврши. Путин вчера рече дека ќе очекува Макрон да дојде во дипломатска мисија да поразговараат околу состојбата, а Бајден синоќа разговараше со Макрон и се договорија Макрон да оди во Москва да се види со Путин. Значи Франција некако ја презема таа посредничка улога. Ќе видиме што ќе биде. Мене ми е интересен детал, не знам Сашо дали си забележал, пошто ја ги следам работиве, дека Орбан заден пат беше во кај Путин 2 дена откако русите се искрцаа на Крим.
Вчера повторно се појави во време кога има зголемена криза, што беше протолкувано дека или подранил, или нешто да го вестува, бидејќи вчера се сретна со Путин. Но шегата на страна, таму работите се многу затегнати. Она што за Украина беше лошо вчера, и тоа морам да го споменам, е дека очигледно влезот у НАТО е далечен, може би е тоа и дипломатски ролинг на Британија. Британија и Полска и понудија тројно сојузништво на Украина, политичко, не воено, се разбира, да влезе во некое членство тројно сојузништво Британија и Полска и Украина, сакајќи да кажа дека вие сте далеко од НАТО и поради русите веројатно нема да можеме да ве примеме. Па добро, сите мислам, па вклучувајќи и украинците, знаат дека се далеко од НАТО. Па добро, се направи една процесот важен за да се одржи баланс. Една атмосфера на она, знаеш, Романија и Бугарија како влегоа онака, ни треба, тај нека влезат, па и украинците се понадеваа на истото, меѓутоа Романија и Бугарија нема толку голем противник за членство како што украинците, за жал, иако голема држава, многу мала во споредба со Русија. Па да, 40 милионска, овие се 120-30. Не се тоа воопшто, не се тоа воопшто мали држави. Украина е инаку најголемата, втора најголема држава. И пак ќе кажам, не е шега доколку пукне и таа војна помеѓу украинската армија и проруските сепаратисти.